Имавме шали по пат, например на некому ако му болеше ногата или нешто, без разлика што имаше другите му помага, го теша, му праве масажа, му вика уште малце, тука е, ќе стигнеме уште малце, нема проблеми, ово оно. Другарството беше тоа што натера да издржите? Другарството беше нормално тоа што не натера да издржиме. Не можеше тука, например, да се откажиш од патот, иначе тој другаро ти рече, абе, ако треба нарамо ќе те внесеме за таму. Видите, најтешко на овој пат нас ни беше првиот ден тргнувањето од Дебар, па кога стигнаме на раскрсницата Маврово-Кичево. И тука и ноќеване првиот ден. Втор ден за осеќавање на тешкотија и мака ни беше во местото Алексинац, каде што 20 наши другари требаше да се јават на лекар ради лекарска помош, а тоа беа другарите Атив Бајрамовски и Сеадин Исеиновски. Кога стигнале во Алексинац, 20 другари побараа помош и ние заедно сите петорица отидовме и се јавија на лекар. После укажаната помош ние одржаме краток састанак, на кој састанак беше речено да нема повратак назад, да се продолжи само напред и ништо повеќе. Мене ми беше најтешко во Алексинац кога ојдовме на лекар, спиевме во кампот тука и со Бајлината станавме, ојдовме на лекарски преглед и лекарката рече да ги виде нозите беа се упропастени. И таа ми вика мене, дечко, за тебе патувањето е завршено. Јас реков, патувањето само мртов ќе биде завршено за мене. Заминав со упут на хирургија на таа лекарска установа и ми беше даден упут да јас не смеам да патувам понатаму, него да останам да се правам операција на попуштените вени позади, што ги имав на ногата, но јас преднив го скинав упутот и реков за мене тоа не важи, која не важело за некои други, одноп и за мене не важи, го скинав упутот и продолжив со нив заедно. Према планот, во Белород точно на Дедиње требаше да стигнеме на 4 јули, денот на борецот, тоа беше фактички нашата цел, која што ја исполнивме точно после 14 дена патување. На 13 вечерта бевме пред Белоград, тоа беше плански остварено, останавме да се одмориме добро, за да на 14 со Бајлината околу 8 сатот бидеме на Дедиње. Јас, другарот Тито на живо вака не сум го видел. Но јас, кога мене ова ми остана во долго сеќавање кога почнавме да се качуваме таму по скалите на гробот на Тито, јас мислев дека летам, а не пешачам. И најузбудливо можам да ви речем ми беше кога само што влеговме пред на вратата од Дедиње. Ми се чинеше, како што рече и Сеадин, како да летам, а не да пешачам или да сум поминал толку големи маки. Бидејќи премногу ми е добро познат тој лик и премногу сум го чувствувал во себе и се уште го чувствувам, а Југословенската народна армија, поточно војниот рок го служев на Дедиње, 78 година, и имав прилика лично да му давам почаст на 3 пати во неговите средби со председателот на Кина, Мао Тој Хуо Кофенг, и таа повторна средба сега, кога веќе чувствував дека го нема, не можев да опишам, ми се чини. Бидејќи ми беше, не се осеќав така способен. Кога се зборува за Мекинли, треба да се има
во предвид дека се работи за алпинистичка експедиција во еден од најсуровите краеви на земјината топка. Се работи за пење кое што е извршено во арктички услови, во близина на северниот полутар, на 200 милји од северниот полутар. Кога се зборува за Мекинли, треба да се има во предвид дека и најголемите имиња на светскиот алпинизам не со подценување се обрнуваат кон таа планина поради тие специфични услови кои што им овозможуваат една лична проверка, една голема алпинистичка сатисфакција. Акцијата сама на Мекинли беше изведена во состав од само тројца алпинисти. Тоа и дава поголем значај, поголема тежина, поголема вредност и представува во нашите рамки една многу сериозна алпинистичка акција. Да зборуваме поише за самиот алпинистички успех не е ни место, можеби во толкава мера. Меѓутоа, би требало да се каже, да се напомне дека имавме одредени тешкоти, одредени алпинистички тешкоти, на нив мислам. И во тие моменти секако дека многу ни значеше самата идеја, самата цел со која дојдовме на Мекинли. Една од целите на таа експедиција беше и изнесувањето на сликата на другарот Тито на највисокиот врв на Северна Америка, на најстудениот врв, така да кажем, на Северна Америка. Во тоа во целост и успеавме. Продолжување на тековините на народно-ослободителната борба во сегашни услови со јакнење на само заштитата, со еден пример сакавме во нашиот клуб, во нашата република, на единствен начин да го одбележиме овој подвиг и на некој начин тоа е продолжување на Титовото дело, на тековините на народно-ослободителната борба, искачување на југословенското знаме и Титовата слика на највисокиот врв на западната хемисфера Мекинли на Ањаска. Тито и контактите што ги имавме со другите експедиции беше името со кое се ние доближивме, нали? Југославија како една земја на Балканот, во Европа, беше на многу луѓе непозната, али Титовото име беше тоа што не поврза со сите експедиции, не створи една блискост, бидејќи Тито е не само за нас еден голем човек, туку една легенда и мит за целиот свет. За нашето патување до гробот на нашиот сакан Јосип Броз Тито водевме и дневник, и во тој дневник ги запишуваме сите наши случки, згоди и незгоди. Јас ќе ви прочитам за 2 дена од тој дневник. Првиот ден е кога ние тргнавме од 22.6.1981 година. Се собравме пред зградата на Општинскиот комитет од Дебар. Сите ние петорица, опремени со опремата и чекавме само момент кога треба да тргнеме. Точно тргнавме во 8:45 минути. Од нашето тргнување не испратија сите политички лица, се прегрнавне и со песната "Друже Тито, ние ти се колнеме", тргнавне да одиме да го прошетаме градот и после заминавне по пат за Белград. Втор дел што ќе ви прочитам од овој дневник е на 28.6.1981 година недела, кога ние стигнавме, кога тргнавме за Лесковац. Лесковачкото поле се протега далеку пред нас. Уморни, гладни, жедни, одиме, пешачиме со болки на нозете, али со една желба во нашите срца да стигнеме точно на време на гробот на другарот Јосип Броз Тито. Во едно село, близу Нишкото поле, ние побаравме вода. Една стара жена излезе, ни даде
вода и кога ние и кажавме каде одиме, таа со добар глас, со смеја и со подигната рака ни рече среќан пут, сине или децо. Тито, за да представи кај некој човек нешто за да каже, тоа треба многу да се кажува, но јас би рекол само неколку реченици. Тито представува за мене еден великан над великаните, или великан на историјата на нашата социјалистичка, неврзана, братска Југославија. Ми се чини дека не постои човек денеска кој што е за Југославија, за братството и единството, на кого што Тито може да му остане мртов. Ми се чини дека не постои човек. Тоа моje патување и тие средби тамо што ги имавме, ги пренесовме на моите пријатели, на моите другари. И секогаш, во секој момент кога ќе сум се нашол во некое друштво, сум бил просто провоциран за да разговарам само да разговарам само за тоа. И покрај тоа што сум зборувал по 2-3 сата за тоа, не сум се осеќал ниту еден момент дека ми е досадно. Или дека не сакам повеќе да зборувам за тие работи. Ликот него си останува како вечно жива слика. Ликот него ми останува како вечна слика и никој не може, и нема таква сила која што може да стори нешто за да го избрише тој лик од мене. Тито е најголемото име на сите братски народи и народности на Југославија. Тито е слободна Југославија. Тито се сите оние народни херои начело со него. Тито е свеста и совеста на човештвото на 20 век. Тито е водачот на неврзаните. Тито е се она што сме денес ние и таа парола не е само парола, туку е Тито името што ги обедини сите сили и точно оваа Југославија на овој ден, во овој миг кога ние тргнуваме по оние слободни врвици каде што нашите татковци, мајки, сестри, браќа минувале со пушка рака за слобода. Денес ние слободни сме горди што ќе положиме цвеќе на неговиот гроб и верувам во името на сите дека ни еден момент нема да изневериме и со песна на устите ќе стасаме во Белград и во куќата на цвеќето да оддадеме почит на најголемиот син на сите времина, не само на Југославија, туку и на овој век. Но кај мене не постои Тито мртов. Кај мене постои Тито жив. Додека јас живеам, додека живеат моето поколение и така натаму, или додека јас работам како наставник и додека ги воспитувам овие генерации, идни генерации, Тито останува жив за мене и за останатите членови на моето поколение и на сите оние поколенија што доаѓа, што јас треба да ги воспитувам, Тито останува жив.